Јас сум дел од здравствениот систем како лекар и знам што значи патронажа, уште пред 37 години кога за прв пат се работев како лекар на село. Постарите и повозрастните знаат што значи патронажна служба и водење патронажа. Не дека е сега поинаку, ама тогаш беше едно друго време, што се надевам сега ќе го надмините со формирањето на ова движение што сега денес ќе го направите. Јас знам што значи патронажна служба и што значи важноста на патронажната сестра уште за време на бременоста на мајките, за време на доењето, понатаму за време на советот што го дават мајките за повивање за развојот на колковите на децата, воопшто за развојот на психофизичкиот живот на децата и комплетно за растот и развојот на децата и на сите оние каде што му прижаат нивна помош. Кога се спорува за патронажната служба, секогаш во Светската здравствена организација се поистоветува семејството со општеството. Нивото вика на развојот на општеството е соодветно или адекватно го промовира развојот на патронажната служба во соодветната земја, соодветната држава. И ние мислам дека тука треба да најдеме една корелација или малку поинаку како е да биде нашето општество развиено и дали во сооднос или во содејство со развојот на патронажната служба. Ние знаеме како е развиена нашето општество, до кој степен е, ама ова е ваша можност за нивото на развој на патронажната служба да биде малку повисоко од општественото живење во нашата држава која што имаме сега. Јас сум убеден дека оваа шанса историска што ја имате како медицински сестри, како здруженија, дека нема да ја пропуштите и ќе ја искористите, ќе соберете с храброст, со вашата сила што ја имате, со ентузијазмот што го имате, нема да дозволите да бидете на исто ниво, а уште помалку на пониско. Убеден сум дека нивото на развојот и движењето на вашата служба, реализацијата, комплетно капацитетот што го имате, ќе бидете над нивото на развојот на нашето општество. Ве охрабрувам да не биде ова само на зборови и сигурен сум, убеден сум дека тоа ќе биде во иднина. Унијата за овие 2,5 години обедини 5.500 медицински сестри. Овде со нас се сестрите од Скопје до Гевгелија. Сега во овој момент стигнаа колешките и од Тетово, и од Гостивар. Голема благодарност на Здравниот дом и Општа болница Прилеп, посебно на патронажната служба Здравствен дом Прилеп, кои што толку многу се потрудија на ваков начин да не дочекате. Нашата радост нема крај. Едноставно, кога стигнавме во Кристал Палас, се чувствувавме многу релаксирано, кога видовме дека заедно со Зегин они тоа се така убаво го изорганизирале и направиле, а нашата радост почна од моментот кога почнавме да ги пречекуваме овие еминентни гости и луѓе кои што ни даваат поддршка. Тоа е нашиот стимул за работата понатака, колешки. Кога ние имаме разбирање од нивото на лекарите и на градоначалниците и на представниците на здравствените институции, тоа значи дека ќе ги постигнеме нашите цели, кои што се единствени, а тоа е дека треба да се формираме во законот на нашата сестринска професија, во која што треба да се потврдат нашите интервенции. Сето она ние што го работиме да биде потврдено и запишано и да знаеме на крајот на денот сите во кој дел, колку и како сме сработиле. Ние сме присутни во 3 нивоа со нашите пациенти, без разлика од кое ниво на здравствениот систем сме. Ние сме и во зависна, независна и меѓузависна соработка со нашите пациенти, кои што се суштината на нашето постоење.